Здраво! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц. И денес ќе зборуваме повторно за жената, за незината недостојност, за незината невредност. И темата која што ја зедов е од книгата на авторката Шефали "Радикално разбудување". Тоа е книга за разбудувањето на жената. И користам голем број на теми во кои што Шефали разговарала со жените и мислам дека се интересни за да се разработат. Така да во едно од разговорите Шефали со жените се случувало жените да и се обрателе со зборовите, да и речат вам многу ви е лесно, докторке, да можете да зборувате за жената, затоа што вие си имате својата природна убавина, богата сте, паметна сте, многу сте мудри. И значи како успевате вие да бидете експерт за овие работи, кога значи најверојатно вие никогаш не сте се почувствувале несигурно, никогаш не сте искусувале во својот живот такво чувство. Меѓутоа Шефали им одговарала на жените и им велела тоа моментално што го кажавте, сега е само една погрешна перцепција и една голема лага во која што верувате, бидејќи секоја жена во основа го чувствува притисокот, го чувствува товарот од недостојноста, од значи едно чувство на невредност, да не се види доволно добра, затоа што денеска значи чувството кое што владее со недостојноста на жените представува еден сеприсутен феномен на глобално ниво. И значи им вели прашајте било кој супермодел, ќе ви каже дека е така. И самата кажува дека и самите гледате во секојдневната комуникација како ние жените една со друга се однесуваме. Еве и во овој момент. Значи многу малку се обидуваме да си покажеме сомилост една спрема друга, да си покажеме емпатија, едно чувство на емпатија една кон друга. Значи ние не шириме такво чувство на љубов една кон друга. Туку многу повеќе сме како види како се облекла, види каков е тенот, види каква е косата, или пак какви се очите и така натаму. Значи, ние секојдневно искусуваме едно чувство на невредност, едно чувство на недостојност од страна на друга жена. И токму поради тоа, таа кажува дека ние жените секојдневно искусуваме омаловажување и понижување една од друга. Зошто? Заради тоа што проектираме една идеја дека доколку некоја жена наводно, која што е, да речеме, поубава или е материјално побогата, не може да го искуси чувството на невредност и недостојност. Меѓутоа, таа им кажува на жените дека токму најубавите жени кои што доаѓале кај неа, биле наизмачувани од својата собствена несигурност, бидејќи токму тие жени најмногу страдале од чувство дека не биле доволно добри, дека не биле доволно убави, дека не биле доволно вредни. Значи, скоро секоја жена таа кажува дека страда од тоа болно чувство на невредност, на недостојност, без разлика на која ниво припаѓа. И истото таа го кажува и дека се случува и со мажите. Голем број на мажи доаѓале кај неа, тие биле измачувани од тоа чувство на недостојност, меѓутоа тоа било на еден многу поинаков начин кај мажите. Мажите не се чувствувале доволно силни, не се чувствувале доволно моќни, не се чувствувале доволно успешни, значи како мажи, значи недоволно обезбедувале за семејството, затоа што гледаме на биолошко ниво колку мажот значи е воден од тој код да лови, да обезбедува за своето семејство. Значи и кај жените и кај мажите тоа чувство на недостојност постои. Значи сите ние се бориме со своите демони. Значи меѓутоа сето тоа доаѓа од еден извор. А тој извор се нарекува недостаток од чувство на вредност и на недостојност, на достојност. Меѓутоа, кога станува збор за жената, авторката Шефали кажува дека
таа е самата која што треба да си ја постави границата до каде ќе оди, до каде ќе го расте тоа чувство на безвредност кај неа, тоа чувство на недостојност. Значи, самата да си каже, да, јас свесна сум, живеам во една култура која што секојдневно ми нафрла предизвици со кои што ќе можам да си ја намалам својата вредност секојдневно, меѓутоа треба да си поставя една граница. Значи, јас ова и ова ќе го направам, меѓутоа до тука е. Значи, до тука јас ќе ја поставам таа граница. По секоја цена јас, значи, например, не мора да ставам ботокс на лицето, можам да направам тука една промена, можам да направам масажи, например, на лицето, или да го сменам начинот на исхрана, или, например, да внесувам повеќе течности, или пак да си обрнам повеќе внимание на себе и така натаму. Значи, која е овде поентата? Поентата е жената да не влегува во една состојба во која што безгранично ќе си го разобличува своето тело, ќе си го разобличува своето лице, значи и ќе си ја разнебитува својата душа. Затоа што во основа нема жена која што не сака, реално да си кажеме, да направи промена на себе, значи да се почувствува поубаво. Меѓутоа, битно е жената да знае докаде да постави една здрава граница во однос на сето тоа. Друго прашање кој што често пати и биле поставувани на авторката Шефали, и најмногу и биле поставувани на авторката Шефали, биле прашањата околу сексуалното малтретирање и сексуалното злословување на жената. И првото нешто кое што авторката Шефали во тој контекст го кажувала било дека прво треба да разбереме дека ние, жените и мажите, живееме во еден свет на едноставна двојност на биолошко ниво, значи мажите се предаторите, а жените се пленот. Меѓутоа, сето тоа е кажано од едно основно биолошко ниво. Меѓутоа, кога станува од психолошки аспект, што е потребно? Потребно е да знаеме дека секоја жена, например, кога влегува во некоја уличка која што е тесна, која што е мала, посебно ако е затемнета, недоволно осветлена, дека незината сигурност набрзо ќе се намали. Зошто? Затоа што самата жена знае заради незиниот физикус, заради незините физички особености, дека таа е многу посклона да биде плен на сексуално напаѓање. Односно во смисла на тоа да заради незината кревкост, заради незината нежност, жената многу побрзо да биде заприметена од предаторите, од сексуалните предатори. Многу повеќе отколку мажите. И таа ми обяснувала на жените како таа посакувала, додека била мала, незината мајка да ја тргнела настрана и да ја дала совет, значи да ја посоветувала едноставно да ја кажала дека како да може таа да си се заштити во таа насока, како девојче. Едноставно да ја кажала дека девојчињата, бидејќи таа била индика, особено заради незиниот изглед, затоа што незиниот тен бил многу посветол во однос на другите, имала светли очи и така натаму, дека многу полесно ќе била плен на сексуалните предатори. Значи да ја тргнала и да ја кажала: види ќерко, ќе се случи да те нападнат, ќе се случи да сакаат да те допираат, ќе се случи да сакаат да се туркаат во тебе. Значи, тоа ќе го доживееш можеби и од твоите врсници, меѓутоа ова ти го кажувам не за да те намалам, да ја намалам твојата вредност, туку едноставно да те освестам дека тоа нешто во голем процент може да се случи, затоа што во ова култура во која што живееме, тоа многу често се случува. И затоа би сакала да те подготвам на тоа нешто. И авторката Шефали им објаснувала на жените дека кога таа го добила своето девојче,
уште кога наполнило тоа 4 години, значи таа почнала да ја учи, да биде свесна како да се заштити и кажувала дека, значи, види, сине ќе доаѓаат кај тебе, значи и мажи и жени предатори ќе ти пристапат, и таа ја објаснувала значи голем број на ситуации како тоа го правеле предаторите, затоа што и самата таа додека била девојче, навистина искусила многу непријатни работи и ги кажувала начините, ги кажувала потезите кои што ги правеле тие, значи како можеле да го направат, како лесно можела да потпадне во замките на предаторите, какви игри поставувале пред децата. И значи тие преку игри, преку различни сценарија, таа ја објаснувала и ја освестувала својата ќерка како да може да ги препознае ситуациите, случките кои што можеле да и настаните кои што можеле да и се случат, и како за да може да се одбрани или не дај Боже, за да ако има потреба и да нападне, зашто не сакала нејзиното дете да живее во свет на фантазија, да живее во свет на лажен морал, туку од мала да може да го разграничува нештото, особено кога девојчињата се посебно убави, значи сите деца се убави, меѓутоа има деца кои што имаат една посебна аура и се многу побрзо приметливи од страна на предаторите. И вклучувајќи ги тука и машките деца, значи забележувала дека голем број на машки деца се повеќе се пленови на сексуалните предатори, и затоа, значи, таа им кажува на мајките, ги советува мајките дека треба да ги учат своите деца, без разлика дали се девојчиња, без разлика дали се машки, за таквите, да бидат запознати со таквите состојби и случки, што треба да направат во таквите моменти, како физички да се одбранат и како да останат смирени, да не го губат гласот кога ќе бидат затекнати во таквите моменти, во таквите состојби. Значи, заради кревкоста на децата најчесто се најголемите жртви, особено, значи да кажеме, женските деца. Значи, Шефали им објаснувала на жените како нејзината мајка, игнорирајќи ја, и направила огромна противуслуга неја, не предупредувајќи ја за сето тоа, да ја објаснила дека не била нејзината, не била вината нејзина, доколку и се допаднало вниманието од предаторите, дека не требало да чувствува срам, да биде засрамена, ако и се допаднал допирот од предаторот, доколку ја нападнал. И како, значи, како дете, значи, немало потреба да се чувствува виновна кога ќе и пристапувале голем број на машки деца, или не дај Боже кога ќе и пристапиле мажи. Да не се чувствува винова зашто голем број на женски деца, значи на девојчиња не ја сакале, а подосна не ја сакале ниту жените. Зошто? Затоа што прво и основно е дека тоа е природата на предаторството, за жал во овој свет во кој што живееме, и второ, доколку нејзините родители, особено нејзината мајка, и го кажало и објаснела посовреме за тоа нешто, таа многу порано ќе била спремна за тоа нешто. Многу помалку ќе била засрамена, немало да чувствува вина, ќе била на едно психолошко и на едно ментално ниво многу поспремна. И така лесно немала да биде затекната. Замислете, Шефали им кажувала на жените, им објаснувала, се уште доаѓаат кај мене мајки со своите ќерки каде што, особено, значи, девојчињата се навистина истрауматизирани, затоа што по совреме мајките не им објасниле за менструалниот циклус кај жената. Особено знаејќи дека колку е поместена границата од возраста на децата кога, значи, се соочуваат со тоа нешто прв пат. Зошто зборувала Шефали на оваа тема? Затоа што ова е еден од начините,
Ова е еден од патиштата по кој што ние жените треба да си ги спремиме нашите деца, да си ги подготвиме нашите деца, за да можеме да ги заштитиме, а и едни со други да почнеме да се поддржуваме, да бидеме поискрени, поотворени едни спрема други, за да знаеме и да разбереме побрзо и посвесно кои се начините како да си ги заштитиме своите деца. Авторката Шефали кажува во незината практика колку чести биле случаевите кога доаѓале мајки каде што девојчињата им откривале дека биле сексуално нападнати или сексуално злоставени, меѓутоа мајките не го верувале тоа, не им верувале на своите ќерки. И на крајот се установало дека вистината ја кажувале децата. И таа што кажува дека овој е акт на војна на мајка спрема своето дете, каде што на едно подлабоко ниво, што се крие? Се крие таа долгогодишна борба на непријателство на жена спрема жена, на сестра спрема сестра. Ние многу добро знаеме жените. Во каков свет живееме? Дека живееме во свет каде што најчесто сме нападнати сексуално од страна на мажите. Не со цел да ги обвиниме мажите, значи затоа што и мажите денеска гледаме и тие си имаат своји сексуални трауми, затоа што се почесто се малтретирани, нападнати се и тие. Значи, се повеќе гледаме дека живееме во еден свет на сексуална супресија, но од друга страна пак не ни е целта ниту пак да ги оправдаме мажите кои што на некој начин направиле несоодветни однесувања во смисла на тоа да, значи нема никакво оправдување во смисла на тоа кога сексуално нападнале или злоставиле некој девојче или некоја жена. Значи, но тоа не е поентата, авторката Шефали, која што сака да ја каже. Поентата е, значи, да направи една поголема свесност дека живееме во еден свет каде што подеднакво и мажите и жените се повеќе и повеќе доживуваме, значи, доживуваат, страдаат од тоа нешто и потребно е отворено да се зборува за тоа. Меѓутоа, единствено тоа може да се направи ако ние сме вистините спрема себе си. Ако само на автентичен начин тоа може да се направи. И дека секој треба да се сослуша, треба да се разбере кога тоа нешто го кажува. Не да влегуваме во една улога, ама тоа не може да се случи со моето дете, или тоа не може да се случи со оваа личност. Значи, ние мора да бидеме отворени и што повеќе да бидеме свесни дека таквите работи денес се повеќе се случуваат. Како психотерапевт, авторката Шефали исто така забележала дека постои се поголема љубомора помеѓу мајките и ќерките и особено тоа во почетокот мислела дека постои многу повеќе расширено на американскиот континент, меѓутоа патувајќи низ другите континенти во Европа и доаѓајќи на балканските простори, гледала дека таа љубомора постоела и како наметнато мислење и став од блиската околина. Во смисла на тоа, значи, во таа смисла една клиентка и се пожалила дека во моментот кога таа станала мајка, значи на болница, веднаш дотрчале незините родители, незините роднини и значи почнале упорно и повторувале колку е сладко ова малечко, ќе те сака тебе со цело твое срце. Меѓутоа подоцна ќе видиш кога ќе порасне, твоето девојче ќе станете најголемите непријателки. И клиентката ја прашувала зошто тоа ми го кажувале моите, значи роднините, како се осмелувале сето тоа да ми го кажат и да ми се обраќаат кога едноставно и самите не знаеле јас како ќе си го воспитувам своето девојче, затоа што денес јас имам две ќерки
и кои што се возрасни сега и кои што цело време се обидував да ги воспитувам на многу поинаков начин отколку што мене ме воспитувала мојата мајка. Значи со многу повеќе внимание, со многу поголема љубов, со многу поголема почит се трудев, значи на еден многу посвесен и поинаков начин да си ги воспитувам своите деца отколку својата мајка. И ја прашала од каде потекнува таа љубомора помеѓу мајките. Значи помеѓу мајката и ќерката. Од каде доаѓа тоа? И Шефали објаснила дека тоа се случува пред се заради одсеченоста на мајката од со своето себе вреднување, од своето себе почитување, од своето собствено достоинство, од своето собствено прифаќање, заради начинот на кој што нејзината мајка ја родителствувала. Врз база на идејата дека нејзината ќерка може да ја замени, може да ја украде љубовта на нејзиниот сопруг, може да ја украде љубовта на нејзиниот син, дека не сме да биде погубава од неа и така натаму, значи и во тоа, значи, самата авторка кажува дека лежи трагедијата за сите тие девојчиња кои што се израснати од едни такви мајки со такви сваќања, кои што гледаат на собственото чедо како на закана. И кажува дека голем број на жени значи има и се уште кои што живеат и функционираат со едни идеи, заклучени се со едни ментални во менталната стереотипност на одредени културни идеи дека девојчето, значи, не сме да си ја запознава својата собствена сексуалност, дека значи не треба да се вреднува, не треба да се почитува. И со тоа им пренесуваат значи такви идеи кои што каде што девојчињата остануваат заклучени, затворени во стереотипноста во тие стереотипни кутии. Меѓутоа, на тој начин, значи, мајките не се свесни дека не си ги заштитуваат своите деца, особено своите девојчиња. Значи, жените мора да се научат да си ги, мајките особено, значи, да си ги учат своите девојчиња, да си се почитуваат, да си го сакаат собственото тело, да се почитуваат себе си, дека се вредни, дека такви какви што се, дека се прекрасни, дека се достојни. Зошто? За да не бараат потврда кога ќе наполнат 12 години за својата вредност кај момчињата, не дај Боже кај возрастните мажи. Да знаат дека такви какви што се тие си се достојни, си се вредни, да знаат да си го чуваат своето женско достоинство, да ги учиме да си ја чуваат својата женска светост. Зошто? Да не си го распродаваат своето женско достоинство пред никого и пред ништо. Зошто? Затоа што тој единствениот начин на кој што може да се заштитат себе си. Доколку мајката колку повеќе го игнорира ова нешто, не сака да самата себе си да си се запознае со својата женска сексуалност, со својата женско достоинство, да сака да си се запознава себе си со својата женска внатрешност. Мајките се повеќе и повеќе си ги оставаат своите девојчиња во состојба на незнаење за самите себе си, во една состојба на
на незаинтересираност за својата вредност. Значи, што помалку ќе се почитуваат своите, ќе си се почитуваат, ќе си ја почитуваат својата женска достоинственост, својата женска достојност. И, значи, игнорирајќи го сето тоа, не сакајќи да ги научат своите деца, мајките несвесно, значи, тоа им го прават, им предаваат едни идеи дека не треба да се сакаат, не треба да се вреднуваат. Како тоа се случува во овој модерен свет денес се повеќе? Најпрво, авторката Шефали објаснува на едноставниот начин, кога ние жените едноставно се критикуваме пред огледалото. Значи, постојано си бараме мани на своето собствено тело. Не сме задоволни од начинот на кој што изгледаме. Или постојано, значи, одиме по некои тешки идеи, тешки диети, некои комплицирани диети. И сето тоа го восприемаат нашите деца. Што им кажуваме ние индиректно на нашите деца? Им кажуваме дека тие треба да влегуваат во калапот на стереотипноста. Како што прават сите, така и ние треба да правиме. Дека треба да се поистоветиме со другите. Неминовно треба да одиш по зацртаните стандарди на убавина. И што повлекува тоа? Гледајќи не нас, жените, како ние се срамиме од своето собствено тело, постојано сме незадоволни од своето собствено тело. Значи, сето тоа го восприемаат нашите деца. Ја го впиваат тој срам, го впиваат тоа незадоволство. И така настанува таа генерацијска травма. Така настанува тоа генерацијско незадоволство на невредноста кај жената. И тука лежи нашата, несвесно лежи нашата женска мизерија. Во книгата за радикалното будење, Шефали исто така зборува за улогите, начините во кои што ние функционираме како жени, значи некој функционираме како во улога повеќе на контрола, некој во улога на примачи, некој во улога на принцеза, некој во улога на емпатичност, некој во улога на суперхерои, спасители и така натаму. И тоа жените ја прашувале дали ние како жени сме само една од тие улоги или пак можеме да функционираме од повеќе улоги. Секако, одговорила авторката Шефали, значи можеме да функционираме од повеќе, меѓутоа една е најдоминантна, најзастапена. Например, ако да речеме јас сум во улога да давам, тоа ми се случува особено кога се чувствувам, например, анксиозна и сакам, значи, луѓето да ме сакаат, го правам тоа преку своето давање, меѓутоа, ако не си поставам самата граница, што значи тоа? Дека може да се пренасочам во друга улога, во улога да влезам во себе жртвување, во себе уништување, што значи доколку не си поставам самата граница. Или пак ако друг пат ако сум, например, во улога повеќе да сакам да контролирам, што станувам? Станувам супер ригидна, можам да станам контролирачка, хиперостварлива, значи и ако не ја поставам таа граница, можам уште повеќе да навлезам во улога на самоубендизаност, во улога на нарцисоидност и така натаму. Или пак други како тоа го прават? Другите го прават преку, например, ако влезе во жената во една пасивна зависност и да целосно да се однесува како една дива, која што го чека принцот да дојде, и потоа, значи, со текот на времето, ако ги надмини тие граници на таа пасивна зависност, може самата да се изгуби жената од тоа ишекување. Значи, низ незиното искуство, долгогодишно, авторката Шефали ги креирала сите овие прототипови на однесување на жената, меѓутоа не сето тоа да го направи за да создава одредени категории, да ги мести во подкатегории и така натаму заради некој научен труд, меѓутоа само за да ги освести
жените да се видат тие самите себе си како се представуваат пред светот, како се представуваат пред другите, како функционираат во својот живот, значи за да можат да почнат да се освестуваат, да почнат да работат на себе. Кога жените, значи, како функционираат кога се гладни и жедни за себе вреднување и за себе потврда. И самата себе кажува дека таа како личност била емпатична личност, долго време страдала од сето тоа и значи тој процес кој што со години се опоравува, особено кога значи тоа го чувствува сега во последно време кога треба да ја викнат во некоја емисија, кога ја канат на некој подкаст и таа вели дека јас повеќе пати се преиспитувам за тоа нешто, дали сакам сега да дојдам на некоја емисија заради тоа што значи јас навистина го сакам тоа, се чувствувам дека навистина така треба да го направам, или затоа што едноставно влегвам во таа токсична зависност во која што порано мислев дека едноставно треба да го правам заради тоа што сум добра личност. И меѓутоа, значи таа кажува дека сите овие подтипови му помагаат многу на жените за да можат да се видат тие самите како функционираат до тогаш во својот живот, со цел да ги надминат тие циклуси на токсичности во кои што влегуваме ние жените, затоа што особено за нас неприфатливо е жените ние самите да си кажеме дека долго време, скоро 90% од нашето функционирање функционираме од една состојба на невредност, да сакаме да си докажуваме својата вредност. Меѓутоа, сето тоа сме го правеле несвесно и во тоа е суштината на радикалното будење на самата жена. Значи, самата жена да се освести во својата глава, значи да се разбистри, сите тие намери да ја станат чисти, да ја станат јасни, дека во својата глава, значи дека тоа го прави пред се заради себе најмногу. Меѓутоа, се извинува. Меѓутоа, жените многу тешко е ова нешто да го разработат во своите глави, да сакаат да го разжакаат нештата, да сакаат да значи сето тоа да си го признаат самите себе си, да сакаат да поработат на себе, затоа што многу полесно е да си кажеме, да речеме зошто да не можам јас да продолжам да функционирам по начинот на по кој што си функционирам досега, значи во својата дисфункционалност, без значи ти мене да ми кажеш дека јас значи треба самата сум си виновна во оваа ситуација во која што денес се наоѓам. Значи ние авторката Шефали токму поради тоа, значи сите тие прототипови ги кажува, ги спомнува, ги советува жените да можат, значи да се пронајдат самите себе си, да видат каде припаѓаат со цел да разберат како функционирале до сега во својот живот. Значи како несвесно, например, ние сме ги искористувале луѓето, а не сме знаеле дека тоа сме го правеле, или како несвесно сме ја користеле нашата кариера или нашата работа, дали воопшто ние навистина сакаме да работиме ова работа во која што се наоѓаме, или го правиме заради некоја причина. И која е таа причина? Или пак како функционирам, зошто се давам, како, дали јас ја живеам во врска во која што функционирам за да ја купам љубовта, за да си ја купам својата вредност, за да си валидизирам својата вредност, или станува збор за нешто друго. Меѓутоа, на крајот авторката Шефали објаснува дека за да може жената да се справи со својата достојност, со својата недостојност, со својата невредност, треба да превземе одговорност за начинот на кој што функционира до сега во својот живот. Значи, како што вели Шефали, за радикално да може да се разбуде жената,
најбитно е да преземе одговорност за своето досегашно функционирање и да може да тргне по патот на свесноста, затоа што кога ќе тргне по патот на освестувањето, почнува да и се враќа чувството за вредност, чувството за почит, чувството за автентичност, чувството за да биде вредна и валидизирана и чувството за љубов спрема самата себе. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.